Добро вечер, ВМРО ДПМН. Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за победничко Свети Николе. Победуваме. Уште само неколку дена, уште само 7-8 дена до завршување на оваа кампања и до новиот историски пораз на СДСМ и новата историска победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, ние сме политичка партија која што е многу посветена да помогне секаде и секому во оваа држава. Бевме и се уште сме многу посветени на економијата, затоа што тоа е најголемиот проблем на граѓаните. Помагаме секаде каде што ќе стигнеме. Носиме инвеститори од секаде каде што можеме да отворат нови работни места во Македонија. И тоа ќе продолжиме да го правиме. Тоа е една од големите разлики во кои што се разликуваме од нашиот опонент Социјалдемократскиот сојуз. Во нивно време беше време кога само растеше невработеноста. Во наше време невработеноста се намалува. Драги пријатели, на следните избори ќе победи ВМРО ДПМН заради повеќе причини. Една од причините е нашиот минат труд, сработеното, ветеното и исполнето. Промената која што се почувствува на секаде низ Македонија по доаѓањето на ВМРО, со посветеноста, со држење до дадениот збор, со сето она кое што го правевме и по многу не разликуваше од СДСМ. Се променија многу работи во Македонија. Невработеноста се намали од 38,7 на 24%. Всушност, во 2006 година во Македонија работеа се на се 560.000 луѓе во Македонија. Сега во Македонија работат над 720.000 луѓе, а планираме по 4 години таа бројка да биде близко до 800.000 вработени луѓе од 560.000 кои ги наследивме колку што имаше отворено работни места во Македонија. Драги пријатели, не само минатиот труд, и програмата која што ја нудиме, наречена реално, и сето она што го нудиме во таа програма е нешто што ќе не донеси до нова голема победа. Но овој пат, освен минатиот труд и освен новата понуда и новата програма, граѓаните имаат и една специјална причина заради која што силно ќе го поразат СДСМ. Најсилно во овие 10 години, најсилно по 10 пат, најсилно затоа што ги поценија. Затоа што во овој период од 2,5 години на создавање криза, некој си поигруваше со чувствата на граѓаните, некој не ги сметаше за живи затоа што 2,5 години земјата ја ставаше во криза заради своји и нечии туги цели и заради нивно остварување. Драги пријатели, сега кога веќе се навршуваат деновите на кампањата, не само што слушаме дека меѓу нивното гласачко тело ја напуштија теоријата дека ќе победат, туку влегува во нова теорија дека ќе правеле некаква широка коалиција. На што ние им одговоривме дека тоа е невозможно, односно тоа е само обид да се продолжи политичката криза. А знаеме дека сите граѓани на Македонија сакаат кризата да заврши, сакаат да се стави крај на кризата и земјата да добие политичка стабилност. Земјата да оди напред, да има стабилна влада со завршена криза, а не повторно да се занимаваме со широки коалиции. Па еве сега имаме една близко до широка коалиција во која што и СДСМ. Што ајр виде Македонија од тоа? Што ајр виде од Оливер, од Ременски или од некој друг во овие години, во овие месеци, се извинувам. Затоа, драги пријатели, нашата порака е дека нашата победа ќе биде огромна, дека нема ни да им паѓа на памет на СДСМ да бараат широка коалиција и дека овие избори
мора да бидат крај на кризата. А за да бидат крај на кризата има еден услов. Тој услов е да ВМРО ДПМН добие најмалку 63 пратеници во парламентот. Само добивањето на 63 пратеници во парламентот за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија е гаранција дека ќе заврши кризата, политичка криза во Република Македонија. Почитувани присутни, откако ја напуштија ова теза и откако им одговоривме за широката коалиција, сега пак се дадоа во еден нов бран на убедување на своето членство, ама прилично несинхронизирано. Имено, најнова теорија е дека воделе на сите анкети. Тоа го вика Стево Пендаровски, а во истиот ден Радмила Шекеринска вели ниедна анкета не е точна. Сега, како тоа ем водат на сите анкети, ем ниедна анкета не е точна. Или не се точни анкетите, и тоа што водат нема врска, или нешто не е во ред во нивната синхронизација. Драги пријатели, го слушавме Стево Пендаровски во 2014-та, се сеќавате ли како говореше до последниот ден пред изборите, дека водат, и тоа немалку, на анкети водат по нивни пресметки за 200.000 гласачи. Па изгубија со најголем број освоени гласови на ВМРО ДПМН во нејзината историја. Сега ќе биде уште појака победата. Само Стево нека си ги храбри луѓето, за да ги излече од депресија, нивното членство, а Радмила да гледа што збори Стево, да не бидат во спротивставеност, пошто ако нели водат на сите анкети, а Радмила вика дека анкетите сите до една не се точни, тогаш нешто не е во ред со нив. Затоа, драги пријатели, ние продолжуваме понатаму. Ни преостануваат уште 7-8 дена, за да се искомуницира нашата програма, да стигне до секого. Но не можеме да не се подсетиме на една значајна работа. Таа значајна работа е она што 2,5 години Македонија се држи во политичка криза и заложништво, и сето тоа започна со една приказна. Со приказната за фантомските гласачи. Се сеќавате, претпоставувам, дека на 27 април 2014, кога беше изборниот ден, вечерта Заев излезе и кажа дека не ги признава изборите, а како една од главните причини го наведе гласањето на лица кои воопшто не гласале, односно фантомски гласачи. 2,5 години ја држеа Македонија во заложништво, во криза, во создавање хаоси, во правење на разни манипулации, со приказната дека изборите не биле реални, затоа што имало многу фантомски гласачи. Особено во последната една година, од минатиот ноември до сега, постојано си го лажа собствениот народ со приказната дека изборните списоци не се прочистени и дека има 500.000 фантомски гласачи. Значи не 500, него 500.000 фантомски гласачи. На тој начин практично тие настојуваа да ги одложат изборите кои на почетокот сами ги бараа, мислејќи дека нема да ги прифатиме, и да ги одложат со цел да некако се смени нешто во Македонија, се смени климата и да успеат некако да го прелажат народот, да го прелажат граѓанинот да гласа за нив. Но не успеа во тоа. Не успеа затоа што овој народ е мудар. Затоа што овој народ знае да препознае кога некој го мами, кога некој се занимава со измама и кога некој не е искрен со него и го поценува. Затоа од ден на ден, во минатите месеци додека тие одвагаа со нивните приказни за фантоми, рейтингот на ВМРО ДПМН и меѓу народот растеше, а на СДСМ опаѓаше. И затоа на 11 декември ќе доживеат уште поголем пораз отколку ако изборите беа како што договаравме во април оваа година. Почитувани присутни, она што е важна поента во целата оваа работа е да се подсетиме каква политичка партија, односно какво раководство, каква политичка гарнитура е СДСМ, да си дозволи
една година да лажи 2 милиони луѓе, дека има 500.000 фантомски гласачи. Тоа значи дека тие си го подценуваат собствениот народ, дека не ве есапат дека имате капацитет и дека на крај ќе се сетите дека година дена ве лажеле. Сега на крајот излезе дека не само што нема да се намали списокот за 500.000 гласачи, туку се зголеми избирачкиот список за 5.000 гласачи и тоа токму од Државната изборна комисија во која тие имаат доминација. А им дадовме да имаат доминација за да ги излечиме да дојдат на избори. Бидејќи тоа сакаат да им биде причина да не се појават на избори. Еве им го и ДИК, и нивниот ДИК, кај што имаат мнозинство учество, кажува дека не помалку, туку 5.000 повеќе гласачи ќе гласаат на овие избори. Затоа, драги пријатели, на 11 декември граѓаните имаат една причина повеќе за ова масовно лажење на собствениот народ, на 2 милиони луѓе. Исто така лажење и на меѓународната заедница. Дел од нив и сакаа да бидат подизважени, им одговараше, но најголем дел беа изважани од нив дека има 500.000, па после ги смалија на 300.000 фантомски гласачи, па на 100.000 фантомски гласачи, па на 70.000, па на 30 и ги снема потоа. Потоа се затиша, ги нема и излезе ДИК, вика 5.000 повеќе треба да гласат. Затоа казната што доаѓа ќе биде поголема од колку што требаше да биде, бидејќи овој народ ќе покаже дека има капацитет, дека некој кој го лаже толку долго време и го подценува, ќе добие казна по која што треба да научи лекција, дека ако си го лажиш народот и од него чекуваш доверба, не треба да сметаш на таа доверба. Почитувани присутни, она што исто така сакам да го спомнам, е дека кога станува збор за СДСМ и за Заев, народот треба да знае дека кога го бира Заев, како што во една прилика спомнав, Заев си носи пакет со себе. Значи, како Макс ТВ, сакаш неке спорт, у пакетот има спорт. Ке си гледаш и спорт. Така и овдека е. Го бира Заев, истовремено го бираш и неговиот начин на владење, како што владее во Струмица. Да се разбереме, тој не е нов човек. Тој е 11,5 години властодржец во Струмица. Градоначалник на една сериозна општина. Луѓето знаат тој како управува таму, како работи. Така како што си работи во Струмица, кога би бил избран за премиер, ќе си работи во цела Македонија. А гледавме на онаа снимка што излезе, кога на еден од бизнисмените не само што му бара мито, туку му раскажува како дека така бил редот во општината. Дека кога сакаш да добиеш нешто, се знае, 1 евро од квадрат оди за општината, така е законот, државата бара 1 евро од квадрат само, 1 евро оди за вицето. И се чуди како овој не знае. Како си ми дошол ти да прашуваш, кога еви и тој и оној ги нареди сите во општината, сите така прават, така е редот. Сега тој ред во Струмица треба да ни стане ред секаде, и во Свети Николе, и во Скопје, и во Штип, и во Охрид, и на секаде и цела Македонија. Така што кога гласаме, тие што гласаат за Заев, кога гласаат за Заев, треба да знаат гласаат за цел пакет. И вицето влегува у пакетот, начинот на управување и на работење влегува у пакетот, лажењето си влегува у пакетот. Пример, во Струмица им кажал дека пред некоја година, мислам 13-та, даде цврсто ветување со зборот гарантирам. Тој многу сака да го употребува зборот гарантирам. Гарантирам, вели, дека ќе се изгради индустријска зона и не знам колку фирми ќе се донесат и 4-5 луѓе ќе се вработат. Зоната е една гола ледина сега во Струмица, една фабрика не донел, ги исполажа луѓето, гласаа за него во 13-та година. Нема да му се случи тоа сега повторно, пошто и тие луѓе сватија со кого си имаат работа. Му истекува градоначалничкиот мандат во 17-та, но во 13-та си ги исполажа, гарантирам, индустријска зона, фабрики, 4-5 вработувања. Драги пријатели, ако тој човек во 11,5 години владење во неговата општина не успеа во неговата општина да донесе еден покрупен инвеститор, и тоа во време
кога Македонија е 5-та во Европа и 10-та во светот според добрите услови за правење бизнис. Во време кога Македонија има најниски даноци во светот, што да очекуваме тој човек да ви донесе на вас во Свети Никола инвестиција или во Штип, или не знам во Скопје, или во Охрид, или во Кавадарци, или било каде. Затоа велам, кога се бира заев, се бира цел пакет. Лажењето, вицето, сите други работи, собирањето мито од секој што ќе сака нешто да си има работа со во досега општината, во иднина државата. И треба луѓето да си го знаат тоа, да не речат што не кажавте. Си кажуваме. Еве да речиме, една од познатите работи во Струмица се тендерите. Значи, видовме минатата или предминатата година беше, кога излегува на видео во сите негови години на владење, како се доделувале тендерите. Или е негов чичко, или е брат, или е братучет, стрината, се се главно роднини и по нешто од видните партиски функционери на СДСМ. И тоа ќе си дојде со пакетот Макс ТВ, нели? Ќе си дојде на ниво на цела Македонија. Пак вицето ќе си добива тендери, чичо му, братучедите, роднините, стрината, тетката, голем клан се. Не се стигнува така лесно. Така што треба да го знаеме тоа. Неговиот начин на сваќање на политиката е таков. Ние го слушавме како вели дека тој се збогатил во време на ВМРО ДПМН. Не е он збогатен во време на ВМРО ДПМН. Не е главната причина тоа. Иако ВМРО обезбеди многу добри услови за правење бизнис за сите. Главната причина е што тој се збогати откако стана градоначелник. Неговото станување на градоначелник се поклопува со доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт. Тој стана во 2005 градоначелник, а во 2006 дојде ВМРО. Тој се вади на ВМРО. Сушност, неговото станување богат човек и на неговата фамилија, кај што вика дека имале 6-7 милиони евра капитал, не е од само од доаѓањето на ВМРО ДПМН и добрите услови за правење бизнис, туку од неговото станување на градоначелник. Пред тоа имале една бакалница и уште една-две мали работи, сега не е баш така. Сега милиони се во прашање. Сето тоа си доаѓа во пакетот со Зоран Заев за тие што мисла дека можеби ќе биде подобро со него. Затоа, драги пријатели, сакам да потенцирам дека и на овие избори тие излегуваат со истиот нивни стил. Со лажење, манипулирање, мамење, давање на лажни и нереални ветувања. Се и се што ќе ви кажат. Ќе беа тука, ако треба, пак ќе дојдат. Што сакате да чуете, тоа ќе ви кажат. Ако ние кажеме 10% ќе се зголема пензиите, 25% ќе се зголема пензиите. Ако кажеме социјалната 50%, 150% ќе се зголеми. Значи, такви се луѓето, како да ви кажам. Цел живот така функционираат. Не можат поинаку. Потоа, ќе се зголемат пензиите колку што се зголемија во време кога беше СДСМ. А ние видовме дека во време на СДСМ нешто не се зголемија. Ниеднаш. Него се намалуваа. Тоа е, драги пријатели. Или го слушам кажува за она дека преку враќање на пари од ДДВ-то 500 евра ќе се врателе еднаш годишно на секој граѓанин. Направивме сите ние, претпоставувам и многу од вас математика, да видиме колку треба секој човек да троши месечно, цела година, за да на крај добие 500 евра. При што поголем дел од работите што луѓето ги купуваат веќе се на 5%, не се на 18%, затоа што ВМРО најважните ставки за народот ги стави на 5%. Излезе дека најмалку 2 до 2.500 евра треба да троши секој граѓанин, секој месец, цела година, за да на крај да му се вратат 500 евра. Па кој овде во Свети Николе секој месец троши по 2.500 евра цела година? И на крајот на краиштата, ако некој има толку пари, секој месец да троши по 2.500 евра, знаете колку му значат потоа тие 500 евра? Човек што има толку пари е толку богат, многу малку му значат тие. Ама такви нема многу во Македонија. Можеби Заев, Вицето, нивниот клан и да има таква можност. Но овој народ нема таква можност. И затоа
Затоа, драги пријатели, треба да знае дека секогаш кога ќе го потцени својот народ и кога ќе му кажува вакви ветувања од ракав, кога ќе го потценува, треба да знае дека овој народ е мудар. Многу брзо знае да расудува, да се пресмета и да разграничи што е лага, а што е вистина. И тоа ќе се случи и сега. И ќе се рефлектира сериозно на 11 декември на гласањето. Или да речеме приказната со просечна плата. Просечната плата ќе станела 500 евра. Просечната плата расте само ако носите инвеститори и создадете добра бизнес клима во која ќе се отворат многу нови работни места и ќе се намали невработеноста. Намалувањето на невработеноста е начин да се зголемуваат платите кај вработените. Затоа што работодавачите, за да ги задржат, да не им отидат во новите компании, ќе им дадат повисока плата. Или новите компании ќе им дадат повисока плата, за да ги превземат работниците да дојдат кај нив. Колку помалку има невработени, толку е поголема конкуренцијата на пазарот на работна сила. И така расти секоја просечна плата. Така растеше и во овие години. Ние, како што кажав, кога дојдовме имаше 560.000 вработени, сега има над 720.000. И во меѓувреме, просечната плата порасна од 11.000 и нешто денари на 23, речи си, 22 и 700-800. Значи, нити беше со закон тоа, нити со декрет, нити со одлука на влада, едноставно, штом носите инвеститори и тие отвораат нови работни места, автоматски притисокот на работодавачите кои што веќе имаат вработени расте и се доаѓа до повисоки плати, а со тоа и до повисока просечна плата. Затоа, драги пријатели, на овие избори е многу важно секој човек да процени, да ја погледне програмата, да процени што е најдобро да се направи и да знае дека тоа што ќе го направи е најдоброто за него, за тебе, за твоето семејство и најдоброто за Македонија, се разбира. И кога спомнуваме и Македонија, сакам да подсетам на овие негови изјави во последните недели, кога почна, не на она кога уште ни кажа дека треба да ја свиткаме кичмата за името, таа веќе сите ја знаеме, но последните изјави од последните неколку недели кога кажа дека сега му била мајката да се редефинира Македонија. И објасни што значило редефинирање. Дека значило двојазичност на цела територија. Дека значило промена на уставот, тоа го кажа на Канал 21. Дека значило проширување на рамковниот договор. Тоа го кажа во Швајцарија на трибината со албанската диаспора. Тесни биле границите, требало да се срушат и да се оди позади нив. Тој кажа, не кажав јас, пошто сега мене ме обвинува дека јас сум ги измислил тие работи. Понатаму, ја спомна кантонизацијата, колку убаво им било во Швајцарија, селата не знам што си озвучувале, па те градовите, те селата меша работи. Драги пријатели, имаме ние земја во регионот која што е кантонска. Тоа е Босна. Еве ги гледаме се борат сега со референдуми. Еве денеска имаме една изјава на еден нивни крупен политичар, кој што имаше еден референдум, па нешто му го поништува, па пак најавува дека ќе прави нов, па дека можеби ќе има и референдум за самостојност на тој кантон и така натаму и така натаму. Тоа е едината на кантонска држава на Балканот. Уште тоа ли ни фали? Се решивме у државата, уште кантоните да ги направиме. Дајте не молам да не си правиме експерименти. Да си одиме на сигурно, на стабилно, на проверено и на добро и реално обмислено и понудено. Тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, основавме 14 технолошко-индустријски развојни зони. Некои од нив се целосно готови, некои од нив се во фаза на изградба. Една од нив е технолошко-индустријската развојна зона кај Штип, која има и големо значење за Свети Николе заради близината, бидејќи многу луѓе од Свети Николе се запослија во фабриките таму. Се зголеми, како што кажав, просечната плата, но се зголемија и пензиите. За 70% се зголеми најниската пензија, за 90% просечната пензија, а за 90% најниската пензија. За пензионерите покрај ова се воведува и други можности.
како банјско-климатска рекреација, бесплатен туристички викенд, бесплатен превоз во јавните превози, отворање на дневни центри за возрастни лица, реконструирање на домови за повозрастни лица, возење еден викенд во месецот со воз бесплатно и редица други привилегии. И така и ќе продолжиме за оваа категорија на луѓе, затоа што тоа го заслужиле. Исто така, бевме многу посветени на земјоделците. Владата на ВМРО во своите мандати обезбеди 1 милиарда и 55 милиони евра подршка за македонскиот земјоделец. Се распредели под закуп околу 62.000 хектари државно земјоделско земјиште за луѓето да го работат и да го користат. Овозможивме набавка на нова земјоделска механизација по принципот 50-50. 2000 трактори и 7700 паршиња земјоделска механизација се поделија. Се направија уште многу други работи со кои се помогна на народот. Се изградија многу работи од инфраструктура. Реконструиравме 510 км регионални патишта и 750 км локални патишта. Лековите за прв пат почнаа да цената да им се намалува по доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт. 4700 лекови добија помала цена, некоја по 20-30%, некоја 50-60%, некоја и над 90% пониска цена. Сега годишно граѓаните заштедуваат 33 милиони евра со пониски цени на лековите. Го зголемивме и буџетот за образование за над 72%. Изградивме и доградуваме 74 нови и комплетно реконструираме 400 училишта. Вложивме 50 милиони евра за сето тоа. Овозможивме бесплатно средно образование. Обезбедивме бесплатни учебници за учениците и бесплатен транспорт. И многу други работи кои што им помогнаа на родителите. Овозможивме легализација на бесправно изградени објекти на територијата на цела Македонија. Откуп на земјиштето под објект и дворно место по 1 евро квадрат. Правото на социјална помош не само што остана, него социјалната помош се зголеми за 70%. Еднократен отпис на долгови беше наше ветување на преходните избори. Се реализираше, 15.000 граѓани добија отпис на долговите и заштедија 30 милиони евра. Ние што ќе ветиме исполнуваме. Значително ги намаливме царините и акцизите за половни автомобили. Илјадници граѓани си увезоа автомобили, или ги нема, или има многу стари автомобили кои не беа ни безбедни. 280.000 нови автомобили се увезоа во првите година-две откако се намалија царините и акцизите. Ја намаливме и цената на зелениот картон за патнички и товарни возила, како и на мотоциклите, а воведовме и едномесечен зелен картон. Ги намаливме трошоците за регистрација на возила за 30% и ред други работи што ги завршивме, за кои вие сте добро запознати. Во новата програма предвидуваме невработеноста да продолжи да се намалува и од 24% да се намали некаде на 17 до 18%, отворајќи нови 70.000 работни места во Македонија. Тоа е целта на ВМРО и таа цел ќе оствариме. Исто така, се предвидува во наредните 4 години минималната плата да расте до 14.000 денари постепено секоја година до крајот на 2020 година, а за текстилната и кожарската индустрија до 13.500 денари. Предвидуваме нови 600 милиони евра за македонските земјоделци и руралниот развој, по 150 милиони евра годишно. Предвидуваме исто така проектот 50-50 да стане 60-40 за набавка на трактори и земјоделска механизација во корист на земјоделецот. Предвидуваме мерка за набавка на високо приносен добиток, за замена на постојните стада и поголем принос во иднина, со покривање на 80% од трошоците за купување на високо приносен добиток од страна на земјоделците. Предвидуваме и
покривање на 80% од трошоците за секој земјоделец кој ќе сака да купи и да инсталира систем капка по капка и бунар за сето тоа. Затоа, драги пријатели, јас велам, овие нови проекти во земјоделието ќе го издигнат на едно повисоко рамниште нашето земјоделие. Ќе биде една нова етапа во развојот на македонското земјоделие. Вклучувајќи го и проектот професионален земјоделски советник. Навистина, работите во земјоделието во наредните години ќе одат во многу подобра насока, иако и досега одеа во многу подобра насока. Драги пријатели, кога станува збор за професионалните земјоделски советници, треба да знаете дека тие ќе функционираат по системот по капитација, како матичните лекари. Секој земјоделец си бира кај кој професионален земјоделски советник ќе се запише. Ако е задоволен од него, тера кај него. Ако не е задоволен, го менува, државата му ги намалува парите на него, ги зголемила на новиот кај што се запишале. Професионалниот земјоделски советник ќе биде мотивиран да го задржи земјоделецот. А тоа значи ќе биде мотивиран постојано да ја следи неговата работа и да му дава најдобри совети од најнови научни истражувања што треба да прави за да добие повисок и поквалитетен род и да е позадоволен. Затоа, драги пријатели, ќе продолжиме во тој правец. За помалите населени места, за селата и за градовите под 10.000 жители имаме проект наречен рурални развојни зони, со кој што безмалку сите села во Македонија и помали места од 10.000 жители ќе добијат статус на места каде што секој што во наредните 5 години ќе инвестира ќе може да биде ослободен 10 години од плаќање на персонален данок на доход, од плаќање на данок на добивка, и едното и другото 100% ослободување и 50% ослободување во период од 10 години за плаќање на придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Македонските села ќе добијат голема шанса. А ако дојде во нив некој покрупен инвеститор, шансата е и за градовите, затоа што во едно село не може да има толку многу работници за да се вработат, така да и околните села, градовите и така натаму, сите ќе имаат полза од овој нов проект наречен рурални развојни зони. Покрај овие ослободувања на компаниите што во наредните 5 години ќе почнат да градат во овие места, државата ќе им обезбеди и 10% грант од вредноста на нивната инвестиција во изградбата на фабриката, индустријскиот капацитет или земјоделски откупен центар, или пак опремата во неа, и ќе им обезбеди по 2000 евра за секое ново отворено работно место, ако се стечајци и по 4000 евра. Почитувани присутни, како што спомнав, се предвидува зголемување на социјалната помош за 50% и на помошта за енергетска сиромаштија од 900 на 1200 денари. Ќе продолжиме со проектот кој неодамна го започнавме, наречен Купи куќа за млади, со кој што на сите млади луѓе до 35 години кои што имаат приходи, ако се сами до 900 евра, ако се во брак до 1350 евра, им се дава неповторлива можност со кофинансирање од државата на кредитот, на ратите, да си купат или изградат собствена куќа. Исто така, промовираме и проект кој ќе почне после изборите, кој се вика Купи куќа за над 36, за и на тие луѓе да им се помогне во купување или изградба на собствена куќа. Ке се изградат 140 детски градинки во Македонија. Цената за продажба на градежно земјиште со намена Г, стопански производни објекти, ке се намали од 245 на 70 денари. И многу други работи кои се внесени во нашата програма. Драги пријатели, овде во Свети Николе, мерките кои што беа превземани помогна да дојде до намалување на невработеноста. Таа е намалена за 52%, а бројот на вработени во однос на 2006 е зголемен од 3090 вработени во средината на 2006 на 5396, значи 5400 да ги речеме. Значи од 3100 на 5400 е зголемен бројот на
нови отворени работни места за 2300 повеќе работни места. Значи во 2006 имаме 3100 отворени работни места, сега за 2300 повеќе отколку тогаш во општина Свети Николе. Го асфалтиравме регионалниот пат Свети Николе Овче поле во должина од 10 километри. Се реконструираше регионалниот пат Свети Николе Горобинци Ѓуриште до манастирот Света Богородица. Направивме и патно поврзување меѓу општините Свети Николе и Пробиштип преку асфалтирање на патниот правец Мечкуевци Куково. Изградивме локален пат до археолошкиот локалитет во населеното место Кнежие и до вештачкото езеро Мавровица во вредност од преку 11 милиони денари. Го завршивме и реконструкцијата на многу локални патишта, меѓу кои што патот од Кадрифаково до Ерџелија, од Ерџелија до Мустафино, патот од Црнилиште до Сарамзалино, од Амзабегово до Црнилиште. Извршивме и комплетна реконструкција на патот од Орел до клучката на магистралниот пат Свети Николе Команово. Изградивме нова училишна зграда во местото Црнилиште. Ги реконструиравме и саниравме училиштата Кирил и Методи, Гоце Делчев, Подрачното во Амзабегово, Дамир Груев во населеното место Ерџелија, како и средното Кочораци. Се изгради и спортската сала Цар Самуил во вредност од 25 милиони денари. Се изгради едно фудбалско игралиште, 2 тениски терени во вредност од 12 милиони денари. Се изгради фекална канализација во населените места Горобинци и Ерџелија, а воедно во Ерџелија завршивме и со чистење на одводните канали во Атарот во должина од безмалку 10 километри. Земјоделците во Свети Николско во периодот од последните 5 години, значи само во последните 5 години, од 2010 до 2015 година, добија субвенции во износ од 15 милиони евра. Значи само во општина Свети Николе и само во последните 5 години субвенциите за земјоделците се 15 милиони евра. Тие пари сигурно се почувствуваа. Такви пари немаше во времето на СДСМ. Дополнително, за земјоделска механизација се доделени околу 70 милиони денари на 266 корисници. Во делот на модернизација на здравството се обезбедија 2 ЕКГ апарати, портабл за рурален доктор, каде услуги добива и општина Лозово. Во рамките на наш специјалист, ангажирани се 20 специјалисти ортопеди, уролог, а преглед вршат еднаш неделно. Исто така се испратија на специализација неколку лекари во Скопје за Свети Николе во иднина да има подобра здравствена услуга. Над 650 пензионери од општината го искористиле бесплатното бањско климатско рекреирање и бесплатниот туристички викенд. Се отвори и народна кујна, се направи и изведба на експлоатациони бунари за вода во селата Крушица и Орел, се реновираше Центарот за социјална работа и внатрешниот дел на Центарот за вработување, се направија и многу други работи, но во наредните 4 години се планираат уште многу. Ке почнам од покрупните. Ке се доврши градбата на автопатот Скопје-Штип во должина од 47 километри. Некаде до крајот на следната година треба да се заврши. Инвестиција вредна 206 милиони евра. На автопатот ќе се изградат 7 клучки, и тоа Свети Николе Север, Свети Николе Југоисток и другите се кај Миладиновци, Средно Коњаре, Прерод, Кадрифаково, 3 чешми и така натаму, 10 мостови, 8 надвозници, 5 подвозници. Во завршна фаза е реконструкцијата и градбата на државниот пат А3, делницата од Велес до Штип до Кадрифаково, во должина од околу 24 километри, за што се вложили 15 милиони евра. Со цел поголема безбедност во сообраќајот, предвидуваме и осветлување на клучката Овче поле на регионалниот пат Велес-Штип. Ветуваме комплетно реконструкција на локалниот пат во населеното место Пеширово, Ерџелија во должина од 4 километри, како и реконструкција на регионалниот пат Куманово Свети Николе со инвестиција од 3,5 милиони евра. Значи, целосно ќе се реконструира патот од Свети Николе до Куманово. Вадење на асфалт, рамнење, ставање на нов асфалт, 3,5 милиони евра инвестиција.
Практично сите патни правци што водат кон Свети Николе, позначајните, ќе бидат или изградени или реконструирани. Тука е автопатот, тука е патот Велеска-Дрифаково, кој станува експресен со 4 ленти. Сега го спомнав Свети Николе Куманово, кој што целосно ќе биде реконструиран. Оштип, натаму Икон Кочани, Икон Радовиш ќе се градат нови 4 ленти експресни патишта. Практично Свети Николе после овој мандат на вистина ќе има перфектна патна поврзаност во сите правци. Во теке санација и реконструкција со замена на водоводната мрежа и канализацијска мрежа на улицата Младинска и улица Крсте Мисирко во должина од 1720 метри. Планирано е и проширување на хидросистемот Брегалница во атарот на населеното место Немањица, кој ќе овозможи наводнување на нови 850 хектари земјоделско земјиште. Вкупната вредност на проектот изнесува 200 милиони денари. Значи некаде околу 3,5 милиони евра ќе има за проширување на хидросистемот Брегалница во атарот на населеното место Немањица. Започнавме со изградба на водоводната мрежа и фекалната канализација во Сопотски пат, а веднаш потоа продолжуваме со изградба на водоводната и фекалната канализација во Горобински пат. Во основното училиште Даме Груев во населеното место Ерџелија ќе изградиме спортска сала, а дополнително ќе градиме едно повеќенаменско маалско игралиште и 2 кошаркарски игралишта. Ветуваме отворање на детска градинка во населеното место Ерџелија, а ќе извршиме и доградба и проширување на градинката во Свети Николе. Значи Ерџелија нова градинка, во Свети Николе доградба и проширување на градинката, а Ерџелија добива и спортска сала и повеќенаменско игралиште. Благодарам. Свети Николе ќе добие газ. Веќе се изгради цевководот, гасоводот помеѓу Куманово и Штип, кој поминува во близина на Свети Николе. И веќе сме во завршна фаза на подготовка на јавен повик со кој ќе бараме јавно-приватен партнер за градење на секундарната гасификација, што значи од цевководот внатре во градот. Така што очекувам некаде 18-19 да се заврши оваа работа и внатре во градот, и во домакинствата, и во индустријските капацитети да дојде природен газ и да заштеди многу средства и на домакинствата и на индустријата. Ќе го уредиме и излетничкото место Бареш во Ѓуриште во вредност од 6 милиони денари. Ќе се изедначи со висината на цената на отоѓување на градежното земјиште со непосредна спогодба. Понатаму ќе извршиме санација на оштетување на сифонот на десниот магистрален канал на хидромелиоративниот систем Брегалница. Ќе направиме уште многу други проекти кои што се внесени во нашата програма и кои што сигурно ќе ви бидат интересни доколку најдете време и начин да ја прочитате. Драги пријатели, за сето ова потребно е да ги поминеме овие избори на 11 декември. Да се излезе и масовно да се гласа. Да не се чека некој друг да ни ја заврши работата. Затоа што историски гледано, секогаш кога македонците чекале некој друг да им ја заврши работата, губеле. Затоа треба масовно секој поединец, секој граѓанин, секој овде од општина Свети Николе, во недела на 11 декември, да излезе да гласа. Прво, да гласа за завршување на кризата. А за тоа се потребни 63 пратеници за ВМРО ДПМН, да гласа за завршување на кризата и за сите оние кои што сакаат на разни начини да ја продолжат. Некои сака да ја продолжат со така наречена широка влада. Некои сака да ја продолжат кризата со продолжување на рокот на СЈО, оние 18 месеци. Треба да знаете дека секој што бара од Македонија да се продолжи работењето на СЈО повеќе од тие договорени и спроведени 18 месеци, всушност, свесно или несвесно, сака продолжување на кризата во Република Македонија. Со 63 пратеника,
со гласање масовно, историски, референдумски. Народот на Македонија треба да стави крај на кризата, треба да стави крај на сите овие малтретирања, да испрати порака до сите, и внатре и надвор, дека оваа држава е држава на нејзините граѓани, а не на некој друг однадвор на кој што Заев се надева да го донеси на власт и да бил премиер, некој од горе. Затоа, драги пријатели, на 11 декември треба да се излезе масовно, да се подржи опцијата која ќе обезбеди стабилност. Бидејќи гледате дека деновиве се јавија и ДУИ ДПА и кажаа дека ако ВМРО немале 63 пратеници, тие, за да се состави влада, ќе барале тие да го предложат премиерот. Така што, како што гледате, од многу страни има ризици и има апетити. Единствен одговор на сите тие работи е масовно излегување на македонците и на сите граѓани на Македонија и давање подршка на ВМРО, ДПМН и коалицијата да добие мнозинство во парламентот, да состави стабилна влада и да ја водим напред Македонија кон членство во НАТО, кон членство во Европската Унија, да ја води Македонија кон една стабилност и економски помокна и посилна Македонија со нови вработувања, нови инвестиции, со ново намалување на невработеноста и со зголемување на животниот стандард на сите граѓани на државата. Да сте живи и здрави. Да живее Свети Николе. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија.